Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ очајно се труди по секоја цена да се постави над закон. Конкретно фамилијата Заеви мислат дека ја поседуваат целата држава и институциите. Според дел од медиумите, вчера во полициска акција МВР привело неколку луѓе кои го кршеле полицискиот час во Струмица. Инаку лицата се блиски до Зоран и Вице Заеви, а работеле до доцна во ноќта, односно до полноќ, подготвувајќи пакети брендирани од СДСМ, кои власта ги дели за масовен подкуп на граѓаните. Ова е вест која што денес осамна во медиумите. Шерифското однесување на семејството Заеви, кои мислат дека се над законот и дека поседуваат се и секого во држава, стигнало дотаму да Вице Заев лично отиде во полиција, да се заканува врз полицајците и на најшерифски начин да се обиде да го прикрие случајот. Епа, друже Вице Заев, за жал мораме да те разочараме, заврши тоа време кога можевте да криете и прикривате полициски случаи да не излегуваат во јавност. Ова најдрско и најшерифско однесување на кршење на законите мора да заврши еднаш за секогаш. Ништо повеќе не е семејството Заеви од било кој друг граѓанин во Република Македонија кои ги почитува законите на својата држава. Дополнително, ако некој го прекршил законот, ќе одговара и мора да одговара. И бараме сите кои што го прекршиле законот вчера и кои што се приведени да одговарат, вклучително доколку има можност да одговара и Вице Заев доколку го прекршил полицискиот час, бидејќи отишол да ги извади оние кои што биле приведени да се обиде да го прикрие случај. Никој не смее да биде над законите, па ниту блиските на Зоран и Вице Заеви, а ниту самиот брат на поранешниот премиер. Инаку лицата кои го прекршиле законот и ги подготвувале овие пакети, целата јавност знае дека овие пакети се за масовен подкуп на граѓани кои треба да гласаат на изборите кога и да се одржат. Лицемерите од СДСМ ја подценуваат интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија и под превезот на некакви си хуманитарни побуди вршат масовен изборен подкуп. Она што е најсмешно и најлицемерно е дека според сведоштвата на луѓе во пакетите кои што ги дели СДСМ нема ниту еден, ама баш ниту еден македонски производ, сите кои што се ставаат внатре се увозни. Ете, толку треба се знае за лицемерието на СДСМ и на семејството Заеви. Грубото кршење на законите мора да се санкционира. Заврши времето на шерифување на семејството Заеви. Потпоруле до пресцентарот стигнаат 3 прашања. Првото е Македонската радиотелевизија. Генералниот секретар на СДСМ Николовски рече дека за изборите приоритет е здравјето на граѓаните, но дека изборите ќе се одржат со заштитна опрема и дистанца меѓу граѓаните. Како го толкувате ова? Се подготвува ли власта за скорешни избори и ќе прифатите ли изборен процес без разлика кој датум би бил предложен? Малку е контрадикторен и генералниот секретар на СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ воопшто во моментов не размислува за избори во ваква една здравствена криза на пандемија, во време кога секојдневно броиме мртви од коронавирусот, односно во време кога Република Македонија има една од највисоките стапки на смртност. СДСМ по секоја цена сака да организира избори. Ете како што гледате се врши масовен подкуп од страна на нивните структури блиски луѓе до семејството Заеви, се со цел за да може да лови во матно. Второто прашање телевизија Клан, дали функционерите на ВМРО-ДПМНЕ кои што се дел од техничката влада ќе се откажат од своите плати како што го направија тоа функционерите на СДСМ? Да, функционерите на ВМРО-ДПМНЕ ќе се откажат во целост од своите плати, но со парите со кои што ќе ги земат како плати, ќе ги донираат и ќе купат заштитна опрема за луѓето кои што се борат во првите редови со оваа пандемија од коронавирус. Очигледно во СДСМ воопшто не им е гајле за платите, затоа што тие и самите нивните функционери кажуваат дека имаат и странични бизниси, како што например вчера самиот си потврди јавно и си каже и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов дека тој не живее од плата, туку живее од своите странични бизниси и она кое што можеме го видиме во овие моменти е само едно огромно лицемерие од партијата на власт СДСМ, од семејството Заеви, бидејќи во време кога во првите 3 месеци ја задолжија државата, односно направија дупка во буџетот од над 120 милиони евра, додека граѓаните и економијата крахираат на економски план, тие со некои ситни паушални моменти сакаат да придобијат политички поени.
според. Ако е јасно дека маските и ракавиците ќе бидат дел од новата реалност што може да потрае, дали е време да се размисли за организирање на избори во вакви услови? А да, веќе одговорив на ова прашање претходно со одговорот на моето прво прашање, така да стоиме на тоа. Благодарам.